Промената во термините за одржување на тренинзите во салата на Основното училиште Никола Карев беше повод ракометниот клуб Младинец 2015 од Кочани да организира пресконференција, на која председателот на клубот Димитар Филипов рече дека со тоа е создаден проблем за 60 дечиња, кои во изминатите 4 години редовно тренирале и се дел од ракометните екипи. При тоа истакна дека веќе било упатено барање до директорката на училиштето да им се овозможи повторно да тренираат во истите термини. Имаме уредно поднесено барање до директорката на Основно училиште Никола Карев, Билјана Петрова, за користење на термини уште од средината на август во деновите понеделник, среда и петок од 19 до 20 часот за деца родени од 2007 до 2012 година и од 20 до 21 часот за генерација 2004, 2005 и 2006 година, а за време на викенд термини за одигрување на надпревари. На ова барање добивме усен одговор дека салата во август месец е затворена поради чистење на истата, а термините кои ние ги побаравме од септември 2019 година до јуни 2020 година се дадени на нејзин колега кој има новоформиран клуб и дека може да користиме термини само во понеделник и среда после 21 часот. Испративме известување дека не се согласуваме со дадениот одговор и дека бараме овозможување и на други термини, но и на тоа известување го добивме истиот усен одговор. Јавно изјавуваме дека сите обврски од страна на клубот Младинец кон училиштето навремено се подмирени и дека уредно ја користивме и се грижевме за опремата во спортската сала претходните 4 години. Филипов додаде дека на ракометниот клуб му се искратени досегашните можности за работа, иако тој е единствен во општината. При тоа спомена дека термините што досега ги користеле му се дадени на друг новоформиран клуб кој се надпреварува за друга општина. Како е можно да има обезбедено термини за клуб кој тренира во оваа сала, а се надпреварува за друга општина? Како е можно сите клубови кои што ја користеа салата претходната година да ги добијат истите термини, а само ракометниот клуб Младинец да му бидат одземени термините? Дали поради нечии лични интереси овие деца треба да престанат да тренираат ракомет? Во обраќањето до јавноста Филипов нагласи дека од клубот бараат соодветни термини за одржување тренинг и надпревари, зашто во спротивно може да дојде до негово згаснување. Со оглед што надпреварите почнуваат в сабота, ракометарите сега се принудени да тренираат на отворените игралишта. Исто така тој истакна дека ако не ги добијат бараните термини ќе бидат приморани да започнат соодветна судска постапка. Во краткиот телефонски разговор за Канал 8 пак, директорката на Основното училиште Никола Карев, Билјана Петрова, потврди дека ракометниот клуб добил други термини за тренирање, со што воопшто не е спречен да работи. При тоа таа потенцираше дека станува збор за клуб кој нередовно ги подмирувал обврските за користење на салата и дека нејзиното чистење било отежното, затоа што останувал лепак што се користел за време на тренинзите, а за што веќе било реагирано до клубот.